Со добиениот азил, Груевски ќе добие и патна исправа, најави денеска унгарскиот министер за правда. Унгарскиот пак меѓународен адвокат Тамаш Латман вели дека со добиениот азил Груевски ќе ги добие речиси истите права како да има унгарско државјанство. Дали македонските власти откако ја пропуштија шансата да го спречат бегството на Груевски, да доцнија и со екстрадицијата, односно дали доколку процесот, барањето за екстрадиција беше поднесено неколку дена порано, можеше да се спречи процесот за добивање на азил. Дали остана шансата Груевски да се врати во земјата и да ја издржи 2-годишната затворска казна. На сите овие дилеми разговараме со Зоран Дранговски од Сдруженијето на млади правници. Зоран, ти благодарам што ја прифати поканата и веднаш да започнеме со разговорот што значи азилот што вчера го доби Никола Груевски. Дали тој ќе може да работи, да излегува од Унгарија, да добие пасош и така натаму. Така, ви благодарам на поканата пред се. Од системот за азил ги влечи секој систем за азил во Европа денес, а и во светот. Основите за целата таа постапка за азил ја влече од Конвенцијата за статусот на бегалците од 51 година, како и протоколот од 67 година. Тој е основен документ на Обединетите нации кој што уредува кое лице може да се смета за бегалец. Оваа конвенција е донесена по Втората светска војна затоа што голем број на лица биле бегалци од една или друга земја. Сега најважен елемент во дефиницијата, како што гласи, е дека едно лице треба да докаже дека има оправдан страф од прогон. Заради својата раса, вера, националност, припадност на одредена социјална група или заради неговото или незиното политичко убедување. И заради овие причини, поради оправданиот страф од прогон, не може или не сака да се врати во земјата на потекло или во земјата каде што ужива привремен престој. Така што ова е основната дефиниција врз основа на која се темели секој систем за азил во светот, вклучувајќи и системот во Република Македонија, па така и системот за азил во Република Унгарија. Добро, што значи сега азилот за Никола Груевски? На Никола Груевски му беше дадено статус на признаен бегалец, односно статус на меѓународна заштита според Женевската конвенција. Ова значи, според нашиот закон, едно лице кога ќе добие ваков статус, значи дека по правата и обврските се изедначува со граѓаните на земјата во која што добил таков статус, освен во делот на тоа дека не може да има политичка активност, дека не може да служи воен рок и така натаму, значи тоа се некои ограничувања. Значи може да добие сега патна исправа? Има конвенцијата предвидува посебна патна исправа за лица со признаен статус или лица под меѓународна заштита. Така што да работи во тоа секако, да. Сите права, буквално сите права, да работи, право на домување, социјална заштита доколку има потреба, сместување и така натаму, значи сите права како и унгарските државјани. Дали може да се повика и семејството во Унгарија? Во законот има можност за семејно обединување и ова често се користи, мислам, од сите бегалци, сите баратели на азил, откако ќе добијат статус, во многу од случаите, после тоа прават така наречено семејно обединување. Патната исправа што ќе добие Груевски, дали со неа може да ја напушти Унгарија со оглед на фактот дека Македонија има распишано меѓународна потерница? Патната исправа се прво во дело дека кога ќе добие таква патна исправа, може слободно да се движи во сите земји за кои што не му треба виза, како и унгарските државјани, значи за земји на Европска унија секако, па и други земји од светот каде што може да се движат и државјаните на Унгарија. Многу често има случаи и во Европа, меѓутоа и во светот, да лица кои што уживаат меѓународна заштита се бараат со потерница од Интерпол. И така ова многу често се работи за руски државјани, например, кои што уживаат заради поранешни политичари или активисти или како и да уживаат бегалски статус во некои од земјите од Европска унија и Америка. Меѓутоа Русија често бара преку Интерпол овие лица да бидат испорачани назад во земјата на потекло. Во 2015 година самиот Интерпол, соочувајќи се со овој огромен проблем, каде што лица кои што уживаат право на азил се бараат по меѓународни потерници, одлучи да ги промени политиките, особено кога се работи за лица кои што имаат признаен статус на бегалец. Па така сега, денес, не е воопшто лесно вие
да донесете, односно да екстрадирате човек кој што се бара под потерница, црвена потерница, така наречена од Интерпол, да го вратите, односно да го екстрадирате доколку има признаен статус на бегалец во определена земја. Така што сепак е оставено на земјите и тука судска процедура треба тоа да се одлучи. Меѓутоа, во 2015 Интерпол донесе нова политика која што се однесува на поголема заштита на лицата со статус на бегалец од екстрадиција. Значи, доколку не се активира меѓународната потерница и во случај Груевски да ја напушти Унгарија, не треба да бидеме зачудени, затоа што земјата, значи, може, има законска основа врз последните измени што ги направил Интерпол да не реагира кога се работи за бегалец. Секако ќе ми се јави кај нив. Значи, во било која земја, доколку лице се бара под Интерпол, ќе им се јави тој црвен сигнал дека има црвена потерница за лицето, меѓутоа по проверки од страна на земјата дека лицето веќе ужива статус на бегалец, она претпоставка е дека тоа лице би било пуштено повторно на слобода. А дали доколку го поднесовме барањето за екстрадиција пред да биде донесена одлуката за азил, можеше да се очекуваат некакви промени? Не, мислам дека не, затоа што постапката веќе му започна со поднесувањето на барање во амбасадата во Албанија. Значи, тој во моментот кога стапна на унгарска територија, веќе неговата постапка, предпоставувам, дека течеше и само низ таа постапка требаше да се утврди дали барателот на азил ги исполнува условите или не. Меѓутоа, тука ниту една држава не може да се меша во постапката за признавање на право на азил на друга држава. Така што Република Македонија во тој момент, кога тој поднесе барање за азил, е комплетно ирелевантна. Постапката за екстрадиција не може во целост да влијае на постапката. Меѓутоа, сигурно ќе се земе во предвид, затоа што би се испитале после тоа и причините за исклучување. Односно, дали на едно лице постојат причини за исклучување заради тоа што има меѓународна потерница. И тука стои во законот, значи има основи во кој случај може да едно лице да биде исклучено, односно да не му се дае да го ужива тој статус на бегалец. А едно од тие елементи е доколку извршил тешко кривично дело, не политичко, надвор од територијата на Република Унгарија, пред да биде брифатен во неа како бегалец. Значи, ова би било елемент плюс за да се испитаат причините зошто е распишена таа меѓународна потерница, дали се работи за некое тешко, не политичко кривично дело и така натаму. Меѓутоа, Конвенцијата на Обединетите нации не дефинира што е точно тешкото кривично дело. И ова е оставено на државите сами да го дефинираат. Така што од тоа што ние го проверивме во канцеларија, во Унгарија конкретно во законот, за тешко кривично, не политичко кривично дело се смета дело за кое што е пропишена казна затвор од над 5 години во Република Унгарија. Меѓутоа, ова осуда е требало да биде пред да добие статус во државата. Затоа што предпоставка е по праксата како што е во постапките за азил, дека секако доколку лице е надвор од земјата, после тоа може да се монтираат случаи, да се осудува, да се водат најразлични постапки, затоа се води постапката за делото кое што бил осуден пред да добие статус во Република Унгарија. Веќе имаме изјава од унгарските власти дека екстрадицијата нема да биде прифатена. Во постапките за кое едно лице ќе добие статус на признаен бегалец и ќе ужива меѓународна заштита, тоа значи дека државата веќе му ја дала таа заштита. И единствено може да ја отповика таа заштита доколку постојат најразлични причини за исклучување. Јас слушнав и од изјавата на Министерката за правда дека веќе тие го ги спремаат документите, ќе бараат Унгарија да ја промени одлуката, меѓутоа сметам дека не постои никој кој што може да каже на една земја да промени една одлука или не. Тоа што мене лично ми е предизвик е тоа што причините кои што беа во медиумите зошто барателот на азил Никола Груевски добил статус на меѓународна заштита е тоа што во Република Македонија има влијание врз правосудниот систем, условите, страф од прогон и така натаму. И тоа што Република Македонија би требало да направи е да даде гаранции на Република Унгарија дека тоа не е случај во Македонија. Затоа што едно е, исто така и ова беше на многу панели спомнато дека Македонија е кандидат земја на членка за Европска унија и така натаму.
Меѓутоа, тоа не е никаква гаранција, затоа што барањата за азил се индивидуални. Ви имате Република Бугарија, која што е земја членка на Европска унија, а 10 нејзини државјани добиле статус на признаен бегалец во земји членки на Европска унија. Државата сега би можела да даде дополника од добра волја да даде дополнителни гаранции на Унгарија со која што ќе ги укаже дека нивната одлука треба дополнително да се преиспита заради тоа што во Македонија условите да речем за прогон условно не постојат, односно не се оправдани. Сега малку да позборуваме, сакам за постапката за добивање на азил. Груевски ја достави до унгарската амбасада во Тирана, па потоа нели со унгарски дипломати беше принесен до Унгарија, а во меѓувреме му беше и дадена патна исправа, документ со кој што може да ја помине границата со Србија. Ова е практика на бегалци? Сите и во нашиот закон, значи државјани на трети земји да речем може да поднесат барање за азил во дипломатско-конзуларни представништва на Република Македонија. Значи тоа е скоро секаде регулирано така и тоа е пракса и го има во многу земји. Конкретно од медиумите видовме дека господинот Груевски прво влегол во Република Албанија, па после тоа поднел барање за азил во амбасадата на Унгарија во Република во Тирана. Ова е важно затоа што во законот за азил на Унгарија таму стои еден елемент кој што се нарекува безбедна трета земја. Значи унгарските власти при процената на барањето за азил морале да имаат предвид дека конкретно барателот на азил претходно се наоѓал или престојувал на територија која што според нивната листа се смета за безбедна трета земја. Тоа е Република Албанија, под претпоставка дека тој би можел да поднеси барање за азил и во Албанија. И после да бидат процесирано барањето во Албанија. Меѓутоа и оваа постапка е индивидуална. Затоа што претпоставувам од нашите случаи кои што ќе сме ги имале претходно, барателот на азил може да докаже дека токму таа земја, иако се смета за безбедна според општо прифатените стандарди, за него лично не е безбедна. Така што сум сигурен дека и во образложението на одлуката на унгарските власти, која што никој досега нема видено и нема сигурно да ја видиме, затоа што таа е тајна и таа е однос меѓу барателот на азил и државата, таму сигурно се гледа и на овој елемент, дали Албанија би можело да представува безбедна земја каде што Груевски би можел да аплицира и да добие азил. Дали Груевски имаше привилегиран пристап од унгарските власти, дали привилегирано го третира Никола Груевски во постапката за добивање на азил? Ако гледаме колку лица претходно не добиле азил, исто така морам да кажам дека од 2008 година, од каде што има податоци на Евростат, до денес ниту еден македонски државјанин не добил бегалски статус во Унгарија. Значи, ова е Никола Груевски е првиот човек кој што барател на азил, кој што добил ваков статус. Така што дали бил третиран поповолно, во секој случај бил, ако го споредиме со другите лица. Меѓутоа и тоа не треба да не чуди, затоа што и во Унгарија, како и во другите земји, како и во Република Македонија, не мора сите баратели на азил да бидат сместени во колективни центри и така натаму. Постои можност, доколку барателот на азил има доволно средства за собствено живење, да престојување, дали во хотел, дали во приватно сместување, да побара од властите да му биде обезбедена локација на која што тој би престојувал. А колку имате податоци колку до сега побарале азил македонски државјани во Унгарија? Не сум имал. Не проверив. Ги има на Евростат тие податоци, така што може сигурно да се проверат. Имате информации зошто биле одбиени? Не. И тоа е пак, знаете, постапката за азил има многу елементи зошто може да одбиете барање. Очигледно неосновано, ако под претпоставка дека доаѓа од безбедна трета земја, во тој случај би морала да се спроведе итна постапка, каде што во една брза и ефикасна постапка, конкретно во Унгарија, во постапка од 15 дена, вие треба да одлучите дали ќе му дадете статус или не. Да, меѓутоа штом ги одбиле барањата за азил на сите претходни лица, значи Македонија ја сметале тогаш за безбедна земја. Добро, малку околу причините што Груевски ги наведе во барањето за азил да ги продискутираме. Значи Груевски вели дека треба да добие азил затоа што е жртва тука на политички прогон, дека против него се врши нарачано
судско рочиште и дека актуелната власт сака да го осуди без правни докази, злоупотребувајќи го обвинителството и судскиот систем. Колку овие аргументи, имаше различни толкувања во унгарските медиуми, па така дел од адвокатите во Унгарија вела дека Груевски не можел да добие азил затоа што тој бил осуден за економски криминал, а политички азил може да добијат само оние кои што имаат кои што имаат пресуда за политичко дело. Тука не би се согласил во цело со ова тврдење, затоа што било кој барател на азил. Вие може да имате лице кое што е осудено на 2-3 години дела за кражба или за некое друго кривично дело, меѓутоа тоа не значи дека тоа лице не може да бара азил заради други причини. Конкретно во случајот како што укажавте вие, Груевски тврди дека тој неговото барање за азил се основа на страф од прогон заради неговото политичко убедување. И сега, во која постапка, кои аргументи ги приложил и зошто државата Унгарија му дала верба на неговото тврдење, претпоставам потврдена, со подкрепена со извештаи од меѓународни организации и така натаму, значи сите тие елементи може да се земат во предвид. Тоа што ние кога пишуваме тужби за баратели на азил, каде што се повикуваме на информации за земја на потекло, ние гледаме целокупната ситуација. Значи што вели Human Rights Watch, што вели Amnesty International за монтирани случаи политички, па така да и овие претходни случаи кои што сме тврделе дека во последните години биле политички монтирани, дека судството е независно, може да одат само во прилог на господинот Груевски во неговата постапка. Дали може да очекуваме евентуален европски притисок врз унгарските власти да ги присилат и тие да ја променат одлуката за добивање на азил на Груевски? Мислам дека освен во случаи каде што ќе се појават некои нови причини за исклучување согласно унгарскиот закон, ниедна друга земја не може да влијае на нивната одлука, па дури ни Европска унија, ниту пак Република Македонија. И тоа е единствено ако државата кога ќе го преиспитува на 3 години барањето, односно статусот на Никола Груевски, тогаш доколку се појават некои нови елементи би можело да го исклучи од таа меѓународна заштита. Добро, ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас за поканата.